Почитувани гледачи на телевизија МНЕП, добра вечер, нова емисија на спортскиот магазин Трибина, во која што разговараме со Стефан Ѓоргиев, млад штипинец кој што има 22 години и светски бодибилдер. Стефан, најпрво голема благодарност ете до тебе што во твојот престој краток овде во Македонија, кога се врати од Германија, одвои време да гостуваш во Трибина на телевизија МНЕП. Здраво на сите, као прво чест и задоволство ми е да учествувам и да бидам гостин во оваа телевизија, исто така поздрав до сите. Јас разговорот ќе го започнам најпрво со тоа од каде љубовта за бодибилдер, со оглед на фактот дека знам дека во минатото беше и фудбалер, од каде ете спојот на фудбалот, а потоа во овој спорт? Сето тоа беше као почеток кога бев уште прво оделение основно училиште, тоест 7 години бев гледајќи YouTube видеа, некако добив некоја си мотивација која што ме потикна да вежбам и да бидам спортист уште од мали нози, да бидам као да водам здрав живот, кој што ќе ме потикне на позитивни навики и да ширам само позитивна енергија. Колку време си веќе во овој спорт и колку активно веќе се занимаваш со овој спорт? Бодибилдинг сум веќе 7 до 8 години професионално, од своето 18 години започнав као попрофесионално. Така. Тоест можеби една година порано, затоа што на 18 години беше мојот прв натпревар. Така. Исто тоа 12 години тренирав фудбал, каде што бев успешен и на тој подиум. Така. Но како вика, вика, повеќе од дете. така. Кажи ми за твојот прв натпор, твоите први почетоци, твоите први тренинзи. Дали си сеќаваш ете на тие моменти кога со оглед на фактот дека денес зборуваш од аспект на веќе светски бодибилдер, меѓутоа какви били твоите почетоци во овој спорт? Сето тоа беше многу интересно затоа што као уште тренирав фудбал кога започнав да вежбам во теретана, а во теретана започнав да вежбам со цел да добиам малку повеќе снага и малку повеќе мускулна маса за во дуелите во фудбалот, затоа што кога тренирав фудбал тогаш беше пауза. Так. Пауза тоа е као каде што не се играат надпревари, се припреми и јас започнав во теретана. Као тогаш се уште не знаев ништо и останував во теретаната 4 до 5 сати што беше премногу. Так. Сега Значи, може да кажеме дека тука биле твоите почетоци, твоите искри, ајде да речем, за овој спорт да започнеш. Се сеќаваш ли на пласмо на резултатот тој прв натпревар кој што се одржал во Македонија? Јасно. Исто така мојот прв натпревар беше и моето прво место во Македонија, каде што учествував во категоријата Bodybuilding Teens до 19 години, каде што исто победив и добив многу искуство, ново искуство кое што ми направи некоја мотивација за да продолжам се уште напред и да не застанувам, затоа што ми покажа еден вид на пат, кој што уште кога бев млад си реков ова е за тебе, продолжи. Така. Затоа што сето ова е маратон, не е еден шпринт, чекор по чекор секи си дојде на свое. Заминуваш во Германија, таму веќе живееш, таму работиш, меѓутоа од аспект на финансиите зборувам, овој спорт претпоставам каде што ти треба саме да се финансираш, освен ако немаш некои спонзори. Скап ли овој спорт и дали ете можеби причината за заминувањето во Германија е една од тие причини? Бодибилдингот е еден од најскапите спортови во светот, затоа што треба многу да инвестираш во себе, а искрено кажано сега на надпревари ти не можеш да освоиш некоја си парична награда или нешто тоа или нешто друго, но што можеш да успееш е публика, да направиш име, каде што ќе се прославиш со Инстаграм или као со социјалните мрежи, па од таму може да дојде спонзори кои што ќе те спонзорираат, за да успееш, да те помогнат исто. Кажи ми, со оглед на фактот дека се тренирал и во Македонија, сега веќе и во Германија, има ли разлика ете може во условите кои што Германија ги нуди Македонија во овој спорт? Имаш ли ти ете можност многу повеќе да напредуваш во Германија во однос тоа ако би останал во Македонија? Искрено кажано да, но сепак дома си дома, како што викаат, знаеш. Така. Ама да, во Германија, јас за колку време сум во Германија? 2,5 години сум во Германија, сум толку краток период, многу успеав исто, можности се многу големи, но сепак пак ќе кажам, дома си е дома. Така, кажи ми, какви беа твоите почетоци и каков беше ете контактот со првиот тренер, неговите совети, како ете тој те советуваше за ти да фатиш некој правилен правец, ајде да речем, за да можеш да стигнеш до ова што си стигнал денес? Искрено кажано, јас сум еден тип на човек кој што кога ќе прави нешто, го прави тоа до крај. Пример, доколку целта е успех, јас сум тој што оди до успехот и над успехот. Мојот прв тренер беше можеби така познатиот бодибилдер исто
доаѓа од Штип, доктор Александар Стоименов, кардиолог. Од него исто така многу научив. Тој беше као мотиватор и тој ме потикна да почнам да се занимавам со ова малку попрофесионално. И исто така тоа као пак ќе кажам ми помогна многу. Сега си веќе во Германија, има ли таму веќе тренер кој што се грижи околу тебе, кој што дали еден тренер да му појаснам на гледачите кога го прашам овој спорт, дали станува збор за еден тренер, за двајца тренери кои што помагаат и работат со тебе? Многу јасно, секој професионалец има свој тренер. Доколку немаш тренер, така. Затоа што секој учи нешто, не можеш ти да знаеш се сам. Так. Затоа што можеби има луѓе кои што се во тие води многу повеќе време од тебе и многу повеќе искуство имаат. Затоа пак ќе кажам, подобро да имаш тренер отколку сам да правиш и да експериментираш сам на своја глава Так. и да правиш грешки, затоа што некој ги има направено тие грешки, има научено од тие грешки и тренер ќе ти помогне, знам. Мојот тренер е исто колега на работа, затоа што јас работам како персонален тренер во теретана во Германија. Исто така таму го запознав и него, беше се спонтано, му реков као сакам да се спремам за надпревар, дали ќе им помогнеш ово она, и тој рече ајде одеме. Да, значи сосема спонтано започнува. Сосема спонтано, да, токму да. Сега веќе во Германија си, таму си како што спомна околу 2-2,5 години и се подготвуваш активно, меѓутоа како изгледа твој тренинг? Зборуваме за, претпоставам дека има разлика од тренинг кога ти ја одржаваш формат и од тренинг кога ти се подготвуваш конкретно за одреден надпревар. За светското првенство, за европско првенство, некои државни надпревари. Како е сега? Како изгледа твојот тренинг? Да направиме разлика кога се подготвуваш за да ја одржуваш таа форма, значи оние редовни тренинзи, кога се тие, јас би рекол како во фудбал висински подготовки. Кога се спремаш за надпревар, за професионален надпревар, тоест како што се спремав и јас, секој ден станува во 6 саат, имав пола саат возење до теретана. Денот го започнувам со утринско кардио, каде што не јадам ништо, туку само правам кардио. Така. После кардиото јадам, а исто така после 2-3 саата следува тренинг, каде што е тежински тренинг и на крајот од тој тренинг исто така следува пак кардио, со цел на согорување на сите масти од телото и добивање на подобра форма за надпревар. Кога ќе дојде ред подготовките за светското првенство, претпоставам можеби тие ти били најтешките подготовки, како изгледа тој, колку време ти се подготвуваше на овие и како изгледа твоите тие подготовки? Во последните 6 месеци моите припреми ги започнав јас на 1 јануари. Сето тоа заврши на 1 јуни, тоест 6 месеци, пола година, односно беше многу тешко. Као прво имав надпревар, MPC надпревар, тоа е као професионален надпревар, квалификации исто за про карта, каде што се квалифицираш. Таму исто така беше многу тешко, но последните надпревари северно-западното германско првенство, германското првенство и светското првенство беа надпревари каде што има 3 недели, секоја втора недела, тоест секоја недела имав нов надпревар. Во 3 недели 3 надпревар. Тоа беше многу за мене, као сето тоа јас што го направив, го правеле познатите бодибилдери во златната ера пред неколку си време. И не знам јас како успеав самиот тоа да си го овозможам да го издржам, ама фала му на Господ, пак ќе кажам и освен теретана, што е на друго што ти го практикуваш како тренинг? Не знам дали возиш можеби велосипед, трчање и така натаму. Што на друго вклучува освен теретана? Освен теретана, знам некогаш да излезам на патеката да потрчам малку, затоа што се уште стои тоа фудбалското во мене, каде што сакам и да тренирам уште фудбал, но сега сум во друга вода, во друг спорт, така да трчањето исто не е толку многу добро доколку правиш бодибилдинг, затоа што кај нас во бодибилдингот целта е добивање на повеќе мускулна маса, а ти кога трчаш, кога правиш кардио со висок интензитет, тогаш знае мускулот и малку да падне, но сепак знам, тоа стои уште во мене. Дали можеби како во слободно време уште играш фудбал, така, знаеш со пријатели, искрено кажано, фудбалот е една од моите најголеми
цели и една од мојата најголема љубов, Така. затоа што од секогаш сум сакал фудбал, но Што ете да речеме, кога си почнал во фудбалот, претпоставам дека фудбалот знаеме доста профитабилен спорт. Ете, можеби ако си имал добра кариера, може да се вивнеш во фудбалска Европа да заработуваш многу. Кога е во прашање овој спорт како светски бодибилдер, меѓутоа знаеме дека таму условите се многу поразлични. Ако немаш добри спонзори, треба да даваш од сопствен џеб. Како ете ти го издржаш тој финансиски терет со оглед на фактот што кажеме ти заминуваш во Германија, како ете кога стапна на германско тло, а си веќе во овој спорт, финансиите како ете издржа тука на почетокот додека да стигнеш до ова? Претпоставам дека си имал доста тежок пат. сето тоа беше многу тешко. Као прво отидов во Германија, не знаев ни јазик, не знаев ни ништо. Зборев само англиски затоа што англискиот е добро кај мене, тоест да. Исто така започнав да работам во гастрономија као келнер, каде што и научив малку германски. После неколку си месеци започнав на германски курс да одам, каде што положив и земав сертификат, научив повеќе јазик. Сето тоа беше многу тежок пат, пак ќе кажам, но како велат, тешкиот пат е најдобриот пат, затоа што јас како човек сум човек кој што секогаш знае да го одбере тешкиот пат, затоа што за во иднина да биде полесно и полесно. Кога е во прашање исхраната, што она можеби тука клучно, како вид на исхрана користиш, витамини, не знам, некои други такви работи, дали имаш некој работ од кој што ти мора да се откажеш условно кажано за да се посветиш на овој спорт? Не знам, од одреден вид на храна, можеби пијалок не смееш, алкохолен да конзумираш и слично. Алкохол, благи работи, газирани работи, не доаѓа во обзир кога станува збор за припреми, исто така излагување на забави, ноќен живот, на сето тоа стоп, само фокус теретана, работа, спиење, одмарање, јадење. Тоа е единствено, доколку сакаш да бидеш успешен, мора да се откажеш во животот од многу работи и да инвестираш многу за да добиеш многу. Која е твојата умилена храна која што најчесто ја практикуваш? Во последните 7 години, искрено кажано, досега знам само да јадам, тоест не знам, туку мене ми е окей, стек со ориз и некоја си салата. Така. Во последните 7 години само тоа го јадам, као вид на протеин и јагренохидрати, затоа што во оризот има јагренохидрати, а во стекот има протеин. Така. Исто така знам да јадам и риба, тоест кога доаѓа сега припреми за надпревар, во последните 6 месеци бев на многу стрикна диета, тоа беше, не знам јас да кажам колку тешко, но сепак успеав. Рибата ја подготвив начин на тоа што е само варев, со сол, не смеев никаков сос, нити јаболко, нити банана, никакво овошје, многу стрикна диета. Дали ова значи дека веќе ти автоматски со се научил и да приготвуваш храна, односно веќе да нели сам да си ја подготвуваш таа храна? Да, затоа што исто така во Македонија имам исто така живеено 3 години, затоа што моите родители исто така се во Германија, сите заедно живееме таму. Бев исто така тука сам, искрено кажано, мора да се научиш сам на некои работи, така, за во иднина да ти биде се полесно и полесно. Сакам да станам самостален, така. доколку сега тоа не го правам, исто така тоа е еден вид на тренинг, каде што тренираш, не само за бодибилдинг, туку и за во животот, за да ти биде полесно. Да, од тоа се учи доста, ете јас би рекол и животни поуки. Спомнавме веќе во Германија, таму си со подготовките, меѓутоа пред светското првенство да стигнеме, кои се твои најголеми значени успеси кои што ти ги направиш и како ете при кутијнат превари, како стигна до тоа светско првенство, меѓутоа ете да ги скоментираме првично твоите поголеми успеси, освен ова светско првенство кое што ќе оставиме за малку подоцна во мисијата. Да. Како прво, до светското првенство беше многу тежок пат, затоа што мора прво да се квалифицираш, тоест да победиш на западно-германскиот надпревар, тоа е како во западот само. Така. И сите бодибилдери, тоест од западот, учествуваат во тој надпревар, доколку победиш, ти имаш квалификација, која што ќе те однесе на официјалното германско првенство низ цела Германија, низ цела држава, и каде ако победиш на германското првенство, тогаш ти си квалифициран исто за светско првенство, каде што леташ за Шпанија, тоест оваа година се одржа светското во Шпанија на 1 јуни, а германското првенство беше на 25-ти, мислам. Добро. Као
беше малку тешко, но сепак на Успеа. некој си начин успеав, затоа што дадов се од себе. И Има ли позади тебе луѓе, не знам, спонзори кои што те поддржуваат за се тоа и колку те чини кошта еден надпревар, ајде да кажеме. Претпоставам дека треба нели да отпатуваш од Германија во Шпанија, тука се во прашање или превоз, хотел, сместување, храна. Да. Меѓутоа и не само надпреварите, спомнавме за храна, за витамини, тоа претпоставам дека и на дневна основа и месечна основа доста тоа е кошта. доста кошта, но имам јас спонзори кои што мене спонзорираат и со помош на тоа не треба ништо да плаќам за суплементи и за било што, но сепак доколку тоа правиш самостално е многу скапо. Последните години до 2023 година бев самостален, као се сам си плаќав, сам се финансирав. Беше многу скапо, но успеавме некако да дојдеме до целта која што секогаш сум ја исонувал. Кажи ми, военна сезона, календарска година, спортска, колку надпревари имаш кои што ги одработуваш и се подготвуваш за истите? Нормално, секој бодибилдер прави еден надпревар во една година, но кај мене беа сега, си реков и сам себе си, кога зборев со мојот тренер во Германија, Така. сега имам форма, зашто да не искористам таа можност да учествувам на повеќе надпревари. Знам дека ќе биде тешко, но јас сум Стефан, тоа сум јас. Така. Обожавам кога нешто ќе е тешко и кога Имаш нешто тежок предизвик пред себе. Да, тежок предизвик и едноставно не го форсираш само телото, го форсираш и твојот мозок да мисли и да работи за во иднина да бидеш исто така поразумен и многу поистрениран на секое можно ниво. Кои се оние други твои цели кои што ќе ги имаш поставено пред себе? Зборуваме светски првак, шампион во бодибилдерство, во која категорија на бодибилдерство? Претпоставам дека има тука некои Има многу категории, да. Во која категоријата настапуваш? Да појасни ми која е разликата од категорија до категорија? Значи има премногу категории. Јас учествував во категоријата бодибилдинг до 70 килограми, лесна категорија на првиот надпревар, а исто така сега на светското, кога го победив западно-германскиот надпревар, Така. бев во категорија бодибилдинг до 23 години и сега со самиот прв надпревар јас учествував во таа категорија и морав до крај да идам до 23 години, затоа што кога еднаш ќе се квалифицираш за една категорија, не можеш да идеш во друга, туку мора до крај да ја истераш таа категорија. Така. Исто така учествував јас како што кажав, до 70 килограми и до 23 години бодибилдинг. До 23 години бодибилдинг нема лимит на килажа, туку можеш да бидеш колку кила сакаш, Така. само да си до 23 години. Така, значи битно е тука само Да. возрастната граница. Меѓутоа стана светски шампион, што тоа значи? Што ти овозможува светски шампион кога ќе станеш? Што што ти овозможува и за понатаму во За кариерата? понатаму тоа многу ми помогна затоа што стекнав и многу контакти со многу познати бодибилдери кои што се во тие води многу време и се професионалци. За тие што не знаат, исто така тие се на Мистер Олимпија. Мистер Олимпија е еден од најголемите надпревари во цел свет, Так. кој што е исто многу повеќе од светско првенство. Сите тие тоа ми многу помогна за да дојдам во контакт со тие луѓе. И ден денес имам контакт со нив и сум преблагодарен за тоа, затоа што секој може да научи нешто Так. ново и да. Значи, претпоставам дека твојата стремеш е еден ден нели да застанеш и на Мистер Олимпија како Многу што јас, спомна да. најголем настан. Ја носиш веќе и титулата со те, може да ја видат и гледачите, да ја покажеме, да ја видат титулата. Тоа е она титула која што е за освоена, односно Стефан кој што освои во Шпанија за да нели светски бодибилдер и со кој што нели му овозможуваат многу поголеми онатаму карти, јас би рекол, што се отварат или порти, врати и така натаму. Меѓутоа што на друго клучно кога е во прашање овој спорт и во оние подготовки, освен теретана, кажевме витамини, има ли некои други работи кои што треба се практикуваат за да може да се одржи оваа форма? Да. Треба многу дисциплина. Така, тоа ми беше прашањето, Многу дали има некој дисциплина. клучно нешто што ти го имаш како твој клучен успех, ајде да речем. Затоа што кога ќе знам да излезам некогаш во ресторан или во кафичи,
со другари, со пријатели, каде што они порачуваат бургери, хамбургери, пици и ми велат: "Хајде Стефан, земи едно парче што ќе ти биде." Не сакам да земам затоа што имам дисциплина, некоја дисциплина и самиот знам дека нема ништо да ми биде ако изедам едно парче, но зошто да го изедам тоа кога не ми ништо представува као 5 минути ќе биде сладко, а после ќе треба 40 минути кардио да правам. А дали некој ще те факел копнеш да не знам да вкусиш некое благо, некоја торта, не знам, сладка, хамбургер, пица, можеби пиво да се напиеш? Со другарите да излезеш на чипсете, да речеме на пиво? Не. Пиво не сакам, као вкусот не ми е тај. Така. Единствено што сакам е Кока-кола Зеро, вода и чаеви. Тоа е единствено што го пијам, а за хамбургери, пици, знам еднаш, тоест еден оброк, не во неделата, туку јас сум тип на човек кој што е цело време на режимна исхрана, на здрав режим, затоа што знам сам да си готвам. Тоа ми е исто така многу подобро затоа што го јадам пица. Да, 5 минути сладко, но А колку треба да имаш цврст карактер за да го издржиш сето тоа? Треба да имаш многу цврст карактер. Доколку немаш цврст карактер, доколку немаш дисциплина, љубов спрема тоа што го работиш, нема да бидеш успешен. Доколку имаш сите тие работи, можеш многу да успееш. А какви беа импресиите кога стана светски шампион во Шпанија? Од кога стигнаа првите честитки, какви беа емоциите, чувството кога тогаш се сеќавам кога ги правевме тие прилози за тебе, развиено македонското знаме во среде Шпанија, светски шампион од Македонија во бодибилдерство. Сето тоа беше многу за мене затоа што и самиот не можам да си опишам колку сум среќен и се уште не можам да разберам што се деси за толку краток период, затоа што за толку краток период се десија многу добри работи за кои што уште не можам да си поверувам дали тоа е стварно, дали сонувам, дали спијам. Значи се уште си го не веруваме дека се случило вакво нешто. Се уште и самиот не можам да си опишам. Има ли пред се сум многу благодарен затоа што одсекогаш ова као не сум го ни сонувал, но се деси. Сонувам многу помалце. Така. А се многу повеќе деси. Значи кога си започнал не си очекувал можеби да стигнеш до овој момент. И тоа за многу краток период, како што спомнавме, тие три клучни надпревари кои што се случуваат за многу краток временски период во кој што секоја недела, тоест прва недела западен германски надпревар, втора недела германско првенство, трета недела Шпанија, светско првенство, 2 дена пред светското првенство лет со авион до Шпанија, као целта за еден надпревар е да се појавиш на надпреварот исто така дехидриран, без вода во телото, тоест последниот ден ја прекинуваш вода, еден ден не пиеш вода пред надпревар. Како може да се издржи тоа? Тешко ли да се издржи тоа? Многу тешко, затоа што цело време си приморан да јадеш, затоа што во текот на сите тие припреми си на многу низок внес на јагнено-хидрати, зголемен протеин, внесот на протеин е многу позголемен, јагнено-хидратите се на многу помалку ниво и сето тоа последната недела е на една од најтешките недели, затоа што првите 3 дена, тоест ја го правам тоа, први 3 дена вежбам, го празнам гликогеното тело, празнам цело тело, вежбам многу добро и 2 дена пред надпреварот или 3 дена пред надпреварот тренингот прекинува. Така. Почнувам со јадење, со повеќе јагнено-хидрати, тоест поголем внес на јагнено-хидрати. Така. Водата ќе биде малку као варира. Првите 3-4 дена ќе биде зголемен внес на вода. Знае да биде до 7 до 12 литри вода, па постепено се симнува и еден ден пред надпреварот ја прекинуваш водата и само јадеш. Тоест само суво јадење. Така, има ли некој Затоа што целта за еден надпревар е ти да се појавиш на надпреварот сув, тоест дехидриран, со многу помал процент на масти во тело, тоа исто така затоа што тело држи вода, сите мускули се создадени од вода. И тоа е на здрав начин, а сето тоа што го правев јас беше многу тешко и на крајот таа пожртвуваност се исплатила. А има ли некои не знам медицински прелеви кои што се задолжителни, кои што мора да ги направиш пред одредени надпревари? Медицински?
Да, како што ете во фудбал, кога нели знаеме, претпоставам дека си ги правил тие нели задолжителни медицински прегледи пред нели да добиеш печат за да можеш да настапуваш во новата надпреварувачка зона, претпоставам дека мора и тука да има некои контроли со оглед на фактот нели да имаш некоја, не знам, анализа на самото тело и се она што се случува со телото и со здравието. Можеш сам своеволно да си направиш крвна слика да видиш дали крвта, дали параметрите во крвта ти се окей пред почнување на диетата и после почнување на диетата задолжително, затоа што го донесуваш телото во фаза каде што и самиот ти не знаеш што правиш, што го е многу тешко. Искрено само крвна слика, Так. доколку имаш осеќаш самиот некои проблеми, Так. можеш да направиш и некои други контроли, но Так. не е задолжително. Така. Кажи ми сега, што на друго кое што ќе следува во твојата кариера и зашто е следно ти се подготвуваш кога е во прашање овој спорт? Сега, као уште сум на диета до 15 јули. Од 15 јули би сакал да почнам као оф сезон, тоа го викаме оф сезона, каде што многу повеќе јадеш. Целта е додавање на многу повеќе мускулна маса, која што ќе ти помогне за многу повеќе резултати. Искрено кажано, за следната година би сакал да учествувам на професионален надпревар, каде што можеш да добиеш IFBB Pro Card и со таа карта исто така можеш да се квалифицираш на надпревар, каде што можеш да учествуваш и можеш да победиш и да земеш као за Мистер Олимпија, затоа што за Мистер Олимпија ти не можеш директно да отидеш таму и да се Значи да напреваруваш. потежок е патот. Многу потежок е патот, треба прво да земеш IFBB Pro Card, да победиш професионален надпревар и од професионалниот надпревар доколку има Така. Мистер Олимпија карта исто така можеш да земеш, да се квалифицираш и за Мистер Олимпија тогаш да. А тоа е многу тешко. Каква беше конкуренцијата на светското првенство и во твојата категорија колку надпреварувачи беа? Во мојата категорија не беа многу надпреварувачи, но сепак исто така учествував во категорија, апсолутна категорија, каде што имаше надпреварувачи од Шпанија, Малага, Турција, Малта, од секоја можна држава. Беше исто така многу тешко, но успеавме. Трудот кој што си, како што кажав, претходно се исплатил на крајот. Дали можеби веќе од кого си успешен и од кого сето ова си го постанал, има некои твои другари, пријатели кои што го засакале преку тебе овој спорт, можеби некој кој што сака да започне те консултира, бара совет од тебе, и како гледаат сега на тебе твоите поблиски ти пријатели, другари, роднини, од како ти стана веќе светски шампион? За тука малку можам да бидам и малку реален, затоа што сето тоа го респектирам јас, но некои си луѓе сега, моите блиски, кои што сум пораснал со нив, кои што биле со мене и пред да бидам светски шампион, и пред да успеам во сето ова, многу ги ценам, исто така ги ценам и новите, како да кажам, луѓе кои што ме поддржуваат во ова од како стана светски шампион, затоа што сето тоа е еден вид на патешествие кое што секогаш стекнуваш многу личности, многу запознаваш многу луѓе, а исто така, да, бараат исто диети, помагам исто, работам како персонален тренер онлайн. Кажи ми, што на друго клучно што треба да го спомнеме пред сезонија кои што се почетници во овој спорт, кој би бил твојот совет за сите оние кои што би ја гледале оваа емисија, ќе имаат можност од тебе да го научат како некој твој јавен совет кој што ти би го упатил до нив, како тие правилно да го трасираат патот и да го следат твојот успех? Као прво да не се брзаат, да го прават сето тоа многу полека, затоа што како што кажав претходно, сето тоа е еден маратон каде што мораш полека да трчаш по него. Така. За да успееш. Доколку трчаш као шпринт, тоа не е шпринт. Така. Доколку трчаш као шпринт, после 100 метри и 200 метри ќе се измориш и ќе паднеш. Така. Целта во ова е на долг период се подобар и подобар да бидеш ден за ден, затоа што сето тоа е многу тежок пат и бара многу време, затоа што тело како тело, ти не можеш од денес за утре да постанеш бодибилдер. Така. И да успееш, тоест значи има фаза по фаза, има чекор по многу чекор. фаза по фаза. Кажи ми каков интересот во Македонија за овој спорт? Во Македонија исто така има многу интерес за овој спорт. Исто така има и пријатели,
личности кои ги гледам, кои ги следам на Инстаграм, кои што се спремаат и голем поздрав за сите нив, затоа што и самиот знам што значи да се спремаш за еден надпревар, што треба да дадеш, што треба да инвестираш од тебе, од што треба да се откажеш, затоа што имам многу голем респект и сите тие што го прават тоа и што сакаат да започнат да го прават тоа, дисциплина, љубов спрема тоа, мотивацијата некогаш ќе имаш, некогаш ќе ја немаш затоа што така е, значи можеш во еден сат да имаш мотивација, после сат да немаш мотивација, но доколку имаш дисциплина, можеш да успееш многу. Као што вика во еден филм, каде што тоа беше и као еден поттик за мене, Scarface се вика филмот, од Тони Монтана, така познат, као, не знам, може би го знаете, има као се возат во кола со еден другар и другарот го прашува Тони, што доаѓа во тебе? И он вика као на англиски the world, Chico, and everything in it. Као тоа ми беше еден поттик, една мотивација на мене, каде што ме поттикна да успеам, а исто така и позадината на телефонот ми е со тоа the world, Chico, and everything in it. Тоа ме мотивира многу да успеам. Сето тоа као се погодија картите и во финишот е овој разговор, каков е интересот на понежниот пол кога во прашање овој спорт? Има ли интерес и во Македонија, меѓутоа и во Германија кај што се? Има многу голем интерес исто така. Имам исто така пријателки кои што ми исто така во контакт, каде што и некои се отие као професионалци во тоа што го прават. Имам многу голем респект затоа што самиот знам што значи. И како женско е многу уште многу потешко, као прво, не знам, исто така на сите им е чудно во Македонија, тоест во Македонија е тоа многу чудно кога некој го прави, тоа е спорт, пример, имам респект, знаеш, ама е многу некако чудно, но во Германија се тоа е као сосем нормална работа. Сосем нормална работа, каде што секој си го прави својот филм, инвестира, вежба и никој не се замара со тебе, тоест. Кажи ми, која би била твојата порака која што ќе упатиш до сите млади кои што можеби не спортуваат, можеби сакаат да спортуваат, која ќе биде твојата порака до млади? Без разлика на тоа што го прават, било каков спорт, не само во бодибилдингот, во било кој спорт, дисциплината на прво место. Пак ќе кажам, тоа ќе го кажам, тоа можам да го кажам во цела емисија, дисциплина, љубов, страст, мотивацијата и самиот знаеш. Некогаш ќе имаш, некогаш ќе немаш. Но сето тоа доколку го изработуваш као што треба, секогаш ќе бидеш успешен. Да не се брзаат, затоа што сето ова е еден маратон, треба многу полека, чекор по чекор за да успееш, затоа што ништо не доаѓа преку ноќ. Сето тоа што ќе доаѓа преку ноќ може да се отиде во преку ноќ исто. Преку ноќ исто така, да. Благодарам многу за овој разговор, благодарам што ја прифати поканата да дојдеш овде, да гостуваш во трибина, да поразговараме за сите твои успеси. И јас ќе ти посакам многу среќа, многу успех понатаму и да ги оствариш сите твои затрцани цели кои што се представени пред тебе. Како прво ти благодарам и на тебе многу за искрените честитки и за поддршката. Како второ сакам да се заблагодарам на сите гледачи кои што ја гледате оваа емисија. Пак ти кажам, верувајте во себе, правете го тоа што го сакате, секогаш ќе бидете успешни. Уште еднаш чест и задоволство ми беше да учествувам во оваа емисија. Фала ти на тебе уште еднаш и се надевам дека ќе се видиме за неколку си години со прво место од некој си професионален надпревар или Мистер Олимпија. Така, да. Уште еднаш благодарам, почитувани гледачи, ова беше Стефан со кој што разговаравме, младиот штипенец, 22 годишен, кој што е светски шампион во бодибилдерство. Ви благодарам што ја следевте и ова емисија на спортскиот магазин Трибина. Останете со програмата на телевизија Нет и убава вечер.